студиото со вас, Славица Арсова. Ден на жалост во Македонија по трагедијата во Кочани. Еве што ќе гледате во овие вести. Градоначалникот на Кочани поднесе оставка. Граѓаните бараат одговорност. Протести во Кочани и собир во Скопје по вчерашната трагедија. На 20 лица осомничени, дел од нив веќе во притвор. Екс-министерот за економија на распит. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома зушки ги вади. Половина од повредените се пренесени во странство. Стабилна состојбата на оние кои се лекуваат во земјава. Овие вести во живо од Кочани за протестот на граѓаните и барањето одговорност и за текот на истрагата која се врши токму таму. Останете со нас, почнуваме. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов поднесе оставка од морални причини поради трагедијата во дискотеката Пулс. Ова беа наши деца. Шокот и скршеноста ќе траат цел живот, напиша тој во оставката. Тој засега не е опфатен како осомничен во истрагата, иако Министерството за внатрешни соопшти дека бил повикан на разговор вчера. Премиерот оцени дека оставката е морален чин, иако кај градоначалникот нема никаква одговорност. Тамара Дичовска. Првото огласување на градоначалникот на Кочани Љупчо Папазов по трагедијата во градот со кој раководеше беше денеска, дека си дава неотповиклива оставка. Папазов преку Фејсбук напиша дека работел честно и одговорно, а во јавноста не излегол по пожарот поради преголемата тага. Доколку има основ за одговорност кај него, го повика обвинителството да го испита и да постапи согласно законите. Барам од сите надлежни институции да испитаат одговорноста на сите инволвирани. Непостапувањето исто така одговорност. Мора да се истражат сите детали, да се најдат сите пропусти, а сите лица што придонеле кон оваа трагедија мора да одговараат. Јас се ставам целосно на располагање на институциите. Иако според закон немав директни надлежности во овој случај, подготвен сум да одговарам на сите прашања за се, како и за мои лични постапки, напиша Папазов на социјалните мрежи. Министерот за внатрешни работи кажа дека Папазов синоќа бил повикан на информативен разговор. Секој што е вмешан во големата трагедија ќе одговара, посочи Тошковски. Началникот на Кочани во текот на вчерашниот ден беше повикан во својство соодветно и беше извршено со него соодветен разговор од страна на Министерството за внатрешни работи по насока на јавен обвинител. Доколку биде утврдена било каква вина, не само против него, против било кој, ќе се превземат соодветни постапки. Според премиерот Мицкоски, градоначалникот на општина Кочани без никаква одговорност бил доблесен и поднел оставка од функцијата. Ноќниот клуб бил легализиран како дивоградба, а општината тука немала ингеренции. Градоначалникот без никаква одговорност, ќе повторам, е доблесен и поднесе денеска оставка, бидејќи ништо не зависи во овој случај од него. 99-та и 2014-та година објектот прво е добил дозвола за градба, а 14-та е дооформена таа парцела. До милиметар одговара согласно закон елаборатот. Општината има ингеренции во делот на комуналните инспектори да проверат ако има тараса дали е соодветно на елаборатот. Папазов беше градоначалник на Кочани од 8 ноември 2021 година. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Оставката на градоначалникот сепак не ги задоволи граѓаните кои со протест во Кочани бараат одговорност. Граѓаните, претежно млади, се обидоа да влезат во општината, ја каменуваа зградата, а го искршија и кафулето на истиот собственик на ноќниот клуб. Мартин Арсов ги следи протестите. Мартин, кои се деталите и заврши ли собирот на граѓани? Саци мирниот собир овде во Кочани се претвори во протестен марш кој што ескалираше практично пред општинската зграда на Кочани. Стотици граѓани кои што беа собрани во градскиот парк маршираа до општинската зграда и практично пробаа да влезат во зградата од ова врата овде, меѓутоа откако беа наредени на долж скалите и на онаа платформа горе полициски службеници, тие
тие практично и не можеа да влезат, потоа проба кон оваа врата, меѓутоа и од тука не успеа, ја искршија вратата, ги искршија и прозорите, може да забележите и од објективот на мојот колега снимател Горан Гочевски. Освен што ја каменува зградата, фрла и со јајца, искршена и надзорната камера која што се наоѓа овде пред влезот на општината, а потоа фрла буквално со се што ќе им дојде при рака, воглавно со пластични шишиња, но и со камења кои што се впрочем и овде во дворот на општината. Овде беа собрани стотици граѓани, од нив најголемиот дел беа млади кои што извикуваа правда, секој еден може да е следен и тие се лути, бараат одговорност од градоначалникот Лјупчо Папазов, кој што денеска напладне си поднесе оставка. Велат оставката нема да реши ништо, според нив тој е најодговорен и треба кривично да одговара. Имаме дел од атмосферата овде да ја погледнеме. Да, од предопштинската зграда на собраните граѓани продолжија кон едно од кафулињата на практично истиот собственик кој што ја има и дискотеката во која изгореа или во која настрада 59 човечки животи и истото кафуле беше демолирано. Како што кажав на почетокот, ова беше практично мирен собир на стотици граѓани кои што дојдоа во градскиот парк во Кочани. Имаше овде и локални жители, меѓутоа дојдено и од другите градови. Имаше и книга на жалост во која што се потпишува, присутните буквално чекаа во редица за да се потпишат во книгата на жалост. Се палеа свеќи, се положуваше свежо цвеќе. Имаме дел од анкетата да ја погледнеме. Се грижам за безбедноста на моите близначки. Јас имам 2 дечиња, а не знам, значи се тресам цела. Ова мора да се запре. Ве молам, корупцијата, имаме луѓе секаде, ве молам да престане. Оти онака ништо друго не останува освен да изберемо држава сите. Првото нешто што се разбуди вчера беше во кое општество живееме ние. Ова е срам, ова е трагедија. Шом нема закони што треба исправно да се работе. Затоа се случуваат и несреќи. Вие, господи, каква порака испраќате држејќи го овој транспорт? Да нема веќе вакви жртви, нема што да се каже. Ово не е пребол. Тешко на родителите и нема друго што да каже. Да нема више никој мајката не плаче за дете. Те да оздрават, што се некај. Тоа друг пат да не се случува. Тоа, не знам што тоа е. Каква порака испраќате, господи, овде? Да оздрават си. Тоа друг пат да не се случуваат такви трагедии.
Corruption kills everything, people. We don't want corruption here. We want people to live. So many. Hey guys, go back. So many kids died here because of that corruption. We don't want it here, guys. Yes, so many friends. I got so many friends here. But I can't. So many people died here because of that corruption. Everybody has friends here. And relatives. It's so sad. Yes. Мартин, дали има некакви најави за собери во текот на утрешниот ден? Пацаци, за сега нема најави за собери во текот на утрешниот ден. Како што кажав, на собраните граѓани од тука продолжија кон кафулето. Според информациите со кои што располагаме од овде, од локалните жители, тие ни кажаат дека одредена маса на граѓани се упатиле и кон домот на градоначалникот кој што си поднесе оставка Љупчо Папазов. Ќе најдеме детали и за ова и секако ќе известиме во вестите во 19. Мартин Арсов, благодарам за ова вклучување. Студентите се собраа на мирен собери во Скопје на платото на Универзитетот Свети Кирил и Методи и тие бараат целосно расветлување на случајот. Илјадници студенти и академската фила го наполнија платото на УКЕМ и одадоа почит на загинатите во стротниот пожар во Кочанската дискотека. Студентите палеа свеќи, положуваат свеќиња за сите прерано згаснати животи во фаталниот пожар. Поставени беа и кутии за донации кои подоцна преку Црвениот крст ќе бидат предадени на настраданите и засегнатите во големата трагедија. Пред обраќањето на надлежните со 7-минутен молк присутните им одадоа почит на настраданите. Денес се собравме овде соочени со тага, што зборовите едва и може да ја опишат. Загубата на млади животи е трагедија без смерка. Рана што никогаш целосно не заздравува. Говорите на ректорката и на министерката за образование беа прекинувани во повеќе наврати, бидејќи на неколку студенти им се слуши, изгубија свест и имаа потреба од медицинска помош. Повеќе амбулантни возила се протнаа низ толпата студенти за да им помогнат. Направете пат, дечки! Направете пат да поминат медицинските екипи. Повикани се неколку коли за итна помош. Ве молам, смирете се. Говорот на министерката беше прекинат и со извикување од присутните, но откако студентскиот лидер ги повика студентите дека ова не е протест, туку собир за да се оддаде почит на загинатите во дискотеката, ситуацијата се смири. Очигледно е дека ова предолго трае. Вашата порака е примена. Ве молам за тишина, ве молам. Ова е мирен собир и треба да искажеме почит према жртвите. Ве молам за тишина, собирот е за да се искаже почит, а не да се протестира. Отворена беше и книга на жалост. Габриела Лескова, Сител телевизија. Државниот јавен обвинител во моментов пред обвинителството во Кочани ги соопштува досега презамените дејства. Досега соопшти дека осомничените или во иднина обвинетите ќе бидат гонети за тешки дела против сигурноста на граѓаните, каде најниската казна е 3 години затвора, нема горна граница. Се вклучуваме во живо во неговата изјава. Тешка здравствена состојба и постапката во однос на овие лица ќе продолжи веднаш кога нивната здравствена состојба ќе им се подобри. Во моментов се држат рочишта по однос на предлозите за притвор и тука се лицата во зградата на судот. Истакнам и тоа дека вкупно до овој момент се работи на итно процесуирање на 14 лица обезбедени од почеток на нашето постапување до овој момент. По однос на увидот, исто така можам да кажам дека сите битни релевантни факти и докази на местото се обезбедени, а врз основа на тоа следат дополнителни анализи и вештачења од соодветна област. Поради што уводните действија се уште траат и местото се обезбедува во понатамошниот тек на постапката. Имате ли информации за донесени одлуки за одредени притвори?
Во моментов има, меѓутоа се уште лицата се тука во судов. Колку одлуки за притвор има, знаете? Значи, предлог од наша страна се поднесува, а судот ги сослушува и држи рочишта и се носат одлуки. Не мислев дали има судска одлука донесена. Во моментов има, меѓутоа бројот немам да ви кажам. Дали грешник Бектечи е осомничен и зашто? Во овој момент ви кажав за кои кривични дела ќе се води, односно е определен, ќе се даде предлог за определување на краткотраен притвор. Ќе барате за Бектеши краткотраен притвор? Значи за сите лица што ги спомнав ќе се бара краткотраен притвор. Видов, рековте 14 лица, вчера бе 8, тоа значи дека со 6 нови се прошири? Така е. Во овој момент располагаме со бројка од 14 лица кои исто така ќе бидат доведени пред судот и ќе се бара и за нив предлог за определување на краткотраен притвор. Значи може да сумираме дека и за Крешник Бектеши барате краткотраен притвор? Ќе се бара за сите 14 лица. Со оглед на кратките рокови ќе успеете ли да го завршите предметот? Токму тоа го потенцирав и вчера. Од страна на јавното обвинителство ќе се преземат сите активности во што е можен пократок рок да бидат обезбедени докази и врз основа на таа кривична пријава да се поведе истрага. Што значи дека некаде од прилика во теков на оваа недела има можност, рачунајќи ги овие сите 48 и 48 часа, да се поведе и истражна постапка. Дали сметате дека имате доволно докази за овие сега што почнувате во предистрага, што се? Токму тоа ни престојат уште неколку дена за да ги обезбедиме сите докази за поведување на истражна постапка. Обвинителе, кажавте дека со инспекцијски совет ќе истражувате непостапување на одредени инспекторати, на кои конкретно? Конкретно не можеме да ви кажеме затоа што тоа се дел од нашите действија кои што треба да се преземат. А дали можеби во оваа насока ќе се испитува и постапувањето, односно непостапувањето на тугашната полиција на која ова се случувало под носот? Значи се што е можно, затоа и потенцирав за сите можни евентуални сторители ќе се постапува и ќе се обезбедува доказ. Дали тоа важи и за градоначалникот кој даде оставка и за инспектори од општината? Во моментов градоначалникот е во зградава и дава исказ. Значи тоа е меѓу осумничените? Не можам да потврдам. А колико е окупно осумничени? 14. Тоа има одреден притвор. Ќе се бара предлог за определување на краткотраен притвор. Тоа е 14 лица. Укупно или тоа Вкупно. се има јуче? Вкупно од тие вчера, заедно со тие вчера. Оних 8 и још 6 и Да, оних 3 кои су болници. А дали освен овие овде имате 8 лица, така во Кочани колку лица има во Кочани, дали во Скопје Значи не има можем лица? точно да ви кажам од кој град колку, ви ја кажав вкупната бројка и онаа бројка заедно со вчерашната бројка. Дали инспектори од општината има што се на разговор? Значи сите лица што јавниот обвинител, односно тимот на јавни обвинители утврди дека има односно нема преземено некои активности што подлежи под кривично правен аспект, ќе бидат. По некого дали можеби се трага? Во моментов од нашите сознанија не. Дали можете да гарантирате дека ќе ги изведете сите докази пред суд, дека ќе го расчистите овој случај? Каква порака може да им пратите на граѓаните? Тоа и вчера го кажав, во однос на тој дел, навистина, еве им ветувам на граѓаните дека ќе биде истрагата брза, ќе биде истрагата ефикасна и сите кои сториле инкриминирани действија ќе одговараат, со тоа што можам да дадам уште еден апел. Секако ги разбирам граѓаните дека имаат огромна тага и болка, но и гневот што го чувствуваат, бидејќи го чувствуваат сите, па го чувствувам и јас како јавен обвинител, но апелирам до сите дека во ова време во кое мораме смирено да се обединиме и целата своја енергија да ја насочиме кон тоа да се осигураме дека виновниците за ова дело ќе одговараат и никогаш повеќе нема да се соочиме со вакви тешки последици. Обвинителството ќе ги изведе пред лицето на правдата сите одговорни со тоа што навистина ќе повторам и она вчера што го кажав, овде е веќе дел на ерозија на системот. А ќе постапувате некако по однос на протестите што ескалираа попладнево тука? Слушнавме пораките од државниот јавен обвинител во однос на истрагата и неговото ветување пред јавноста дека сите одговорни ќе бидат изведени пред лицето на правдата, она што беше ново сознание во врска со одредените мерки краткотраен притвор побарани за сите лица кои досега се осомничени,
А исто така обвинителот посочи дека во моментов исказ во јавното обвинителство дава градоначалникот во оставка Папазов, кој денеска ја поднесе оставката по трагедијата во Кочани. На 20 лица се осомничени во досегашната истрага, но министерот за внатрешни работи најави дека бројката ќе расте. Даниел Василев ги има овие детали. Даниел, што вели министерот за внатрешни? Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски имаше една пресконференција некаде предпладне на која што кажа дека 22 тројца веќе имаат статус на осомничени и практично ги кажа сите оние информации од вчерашниот ден. Според министерот за внатрешни работи приведени се 13 луѓе, 11 од нив добиле краткотраен 48 часовен притвор. Инаку ова е мерка која што се користи во тешки и сложени процеси и предмети со цел да им се даде доволно време на истражните органи за да можат да ги приберат сите докази кои што им се потребни за понатаму. Меѓу приведените има луѓе кои што биле директно инволвирани додека траел концертот на групата ДНК во Кочани, а за тоа кои се приведени слушаме токму од него. Во текот на вчерашниот ден се приведени 13 лица во полиска станица во СВР Штип. Приведен е неформален собственик на дискотека, продавачот на влезници, 4 лица од обезбедување, управител на агенција за обезбедување на подружница, собственик на објект на дискотека, 3 лица од државен пазарен инспекторат, едно лице од трудов инспекторат и уште едно лице кое што било поврзано со настан. Цаци, с оглед на тоа што не успеав да ја слушнам изјавата на државниот јавен обвинител, само да кажам дека барем на претходната пресконференција на министерот Тошковски, тој кажа дека веќе поранешниот градоначалник на општина Кочани не е помеѓу осомничените за овој трагичен настан. Инаку завршен е увидот на лице место, констатирани се низа неправилности, а според она што го кажа Тошковски, самиот концерт бил одржан на диво со оглед на тоа што немало никаков писмен договор помеѓу организаторите и помеѓу групата ДНК која што вечерта настапуваше во дискотеката Пулс. Дискотеката не само што немала соодветна лиценца, туку работела во објект чија намена е лесна индустрија, а не угостителство. Прекршени се повеќе стандарди кои се косат со правилата за противпожарна заштита. За цел клуб имало само 2 ПП апарати. Немало излезни врати за евакуација. Противзаконски биле користени пиротехничките средства. Концертот кој што бил одржан, народски кажано бил одржан на диво, бидејќи немало договор писмен помеѓу организаторот и изведувачите. Одговорност за сите кои што директно или индиректно биле инволвирани во целиот овој трагичен случај ќе има, барем вакви се уверувањата и од министерот Тошковски, меѓутоа и од премиерот Христијан Мицкоски, кој кажа дека сите оние кои што се огрешиле ќе бидат извадени од дома, дури ќе бидат извлечени за уши. Да погледнеме неговата изјава. Ќе одговарате сите кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вади. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома за ушти ќе ги вади. Ова треба да го знаат. Таци, најавите на министерот за внатрешни работи се дека во текот на денот можни се и нови приведувања на оние кои што се на листата на осомничени, така што такви информации ќе чекаме во текот на денот, секако ќе известиме јавноста доколку добиеме информација од Министерството за внатрешни работи. Даниел, ти благодарам, ќе те очекуваме со најнови информации. Александар Спасовски го имаме во живо од Кочани, каде пред малку заврши пресконференцијата на државниот јавен обвинител. Александар, што беше ново од она што можеше да го слушнеш од државниот обвинител во однос на истрагата, но и ти си таму во текот на целиот ден денеска и вчера. Која е одбраната на оние лица кои што се приведуваат во јавното обвинителство и во полициската станица во Кочани?
Да, прво она што е ново е тоа што веќе не се 8 лица кои што се осомничени, бројката веќе скокна на 14, а обвинителот Лјупчо Коцевски не исклучи можноста таа значително да порасне, имајќи предвид дека обвинителството се уште прави обемни акции и истражува прилично на повеќе локации, места и во повеќе правци. Според информациите кои што ги соопшти државниот јавен обвинител Коцевски и на некој начин потврди, имаме потврда дека се бара краткотраен притвор за екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Тоа е една нова информација и тоа и дека градоначалникот на Кочани Папазов во моментов се наоѓа во основното јавно обвинителство каде што дава исказ, меѓутоа обвинителот Коцевски не сакаше да излезе со информации дали тој ќе биде дел од оние лица кои што ќе бидат осомничени во овој момент се уште предистражна постапка. Потврди дека за неколку лица веќе е донесена одлука за краткотраен притвор, меѓутоа до овој момент рече дека не располага со точната бројка колку одлуки се донесени. Исто така не сакаше да открие колкумина од осомничените ќе бидат приведувани овде во Кочани, колкумина се веќе приведени во Скопје, рече дека нема да изнесува информации за овие прашања за да ја заштити истрагата која, како што рече, се уште е во тек. Спомна дека ќе се одговара за неколку кривични дела, меѓу кои и тешки дела против општата сигурност, за кое што минималната затворска казна е 3 години, а нема максимум, што значи дека доколку се прогласи некој за одговорен за ова кривично дело би можел да добие и 20 години затвор. Покрај тоа ќе се поднесе веројатно и кривична пријава за незаконско употребување на пиротехника. Уште серија кривични дела ќе бидат ставени на товар. Направени се серија претреси на повеќе локации според информациите кои што беа објавени, обезбедени се повеќе компјутери од Министерството за економија, ангажирани се вештаци од македонски образовни институции, побарана е документација од трудовиот и пазарниот инспекторат, побарано е инспекцијскиот совет да изврши дополнителна инспекција на сите инспекцијски служби за да провери како се постапувало со вакви и со слични случаи во изминатите, како што кажа јавниот обвинител, 10 на 15 години. Од рано утрово овде во Основниот суд во Кочани се носат оние лица кои што се уште се водат како осомничени. Успеавме да снимиме, па дури да добиеме изјава од дел од нив, предлагам да ги погледнеме. Се чувствувате ли виновен? Не. Каква беше вашата улога? Зашто ве сомничат? Не знам. Дали се чувствувате виновен? Бе случајно таму видат патрола, да се чудат што се спасивме доста луѓе преку шути стули спасивме, а по душ су дека сме криви некаде скоро. Сад си морам да кажам дека додека се случуваше спроведувањето на осомничените пред судот во Кочани, беа присутни нивни пријатели и роднини. Дел од нив тврдат дека за поголемиот дел од оние лица кои што се водат како осомничени, а биле дел од агенции за обезбедување, тие тврдат дека не се виновни. Според нивните тврдења, дел од луѓето кои што се овде осомничени наводно биле ангажирани како обезбедување во други локали кои што се наоѓале во близина на дискотеката и кога виделе дека има пожар, притрчале да помогнат. Меѓутоа морам да кажам дека ова се ставови на семејствата на осомничените и нема начин да бидат потврдени. Александар, ти благодарам. Ке имаме и во Централниот дневник за текот на истрагата која се води
Во Кочани, во живо го имаме мојот колега Зоран Јаневски, кој од синоќа го изчекува завршувањето на распитот на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, еден од осомничените во овој случај за кој пред малку јавниот обвинител Куцевски соопшти дека и за него ќе биде побаран краткотраен притвор до обезбедување на доволно докази за добивање на статус на осомничен. Зоран, што знаеме за распитот на Бектеши? Да, според последната информација на државниот обвинител Лјупчо Коцевски се бара краткотраен притвор за поранешниот прв човек на Министерството за економија Крешник Бектеши. Тој пак од доцна синоќа се наоѓа токму овде во полициската станица Карпош, каде како што рече неговиот адвокат Еленко Миланов, првин бил повикан на информативен разговор, но непосредно пред да ја напушти полициската станица било побарано тој да биде задржан. Па така од вчера, од доцните попладневни часови, па се до овој момент се наоѓа внатре во полициската станица Карпош, поранешниот прв човек на Министерството за економија Крешник Бектеши. Пред околу 1 час дојде овде и неговиот правен застапник Еленко Миланов во изјава за медиумите рече дека нема правен основ за покренување некаква одговорност против Бектеши. Ја имаме неговата изјава, да ја погледнеме. Вечером инспектува. Времето 24 часа. А обвинителство има покрената некаква постапка? До 14 часот немаше ништа. Во судот као известување, друго не можам да видам. На кои околности он е повикан тука? Кој да? Првото е што нема правна квалификација. Тој е повикан со покана на информативен разговор на тој што се јавил и по информативниот разговор е побарано да биде задржан за понатамошни проверки додека Министерството провери што и како. Само тоа, ништо друго не му кажа? Ништо друго нема. Околу него, така да толку можам да видим. Сам е во полициската станица? Мислам да има други осомничени со него? Не знам и да има, сигурно не се заедно, така да него го видов и тој него само може да има. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши не е единствениот за кој се бара краткотраен притвор, со оглед на тоа дека првиот човек на Министерството за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната пресконференција рече дека се побарани повикани на распит вкупно 5 на вработени од Министерството за економија заради фалсификување дозвола за работа на дискотеката во Кочани. На распит во полициска станица, односно на информативен разговор, била повикана и државната секретарка Размена Чекиќ, тоа и уште 3 лица. Како што информираше министерот за внатрешни Тошковски на подрачјето на СВР Скопје и СВР Тетово, на информативен разговор се повикани вкупно 5 лица. Во текот на вчерашниот ден бил направен и претрес во дом и други простории, каде што биле одземени документи, оружје и муниција и дека целата постапка е се уште во тек. Да повторам само дека овде во полициската станица се уште се наоѓа поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и нејасно е каде тој ќе оди. Информираат дека веќе имам изјавата од министерот Тошковски, то предлагам. Во полициска станица на подрачје на СВР Скопје и СВР Тетово се приведени вкупно 5 лица, со кои се обавуваат разговори од страна на полициски службеници, меѓу кои е и еден поранешен министер. Во 17 часот од страна на јавен обвинител издадени се наредби за претреси во дом и службени простории на 2 лица, службеници во Министерството за економија, при извршени претреси одземени се техничка опрема, документација, оружје, муниција и така натаму. Да, поранешниот прв човек на Министерството за економија Крешник Бектеши е се уште овде во полициската станица Карпош и во зависност од обвинителството ќе зависи при изрекување на тој краткотраен притвор дали тој ќе биде транспортиран во судот каде што се одвива целата постапка или пак можеби овој краткотраен притвор ќе му биде изречен токму овде во скопските судови. Зоран Јаневски, благодарам, те очекуваме повторно во Централниот дневник.
Проблемот со нелегалната лиценца за кабарето Пулс е многу поширок од само овој случај. Премиерот соопшти дека на територијата на цела држава има издадено само 12 дозволи за ноќни клубови, а и тие треба да се провери дали ги исполнуваат сите услови. Акцијата на надлежните ќе биде интензивна по завршувањето на деновите на жалост, зашто дотогаш сите клубови се под клуч. Ноќниот живот во Македонија е во целосна илегала. Само 12 локали имале лиценца за работа како ноќен клуб кабаре. Со оглед дека ваквата лиценца е со важност од само една година, прашање е и дали овие 12 се со важечка лиценца. Премиерот најави безмилосна битка и затворање на сите кои работат на диво. Нема да има милост, тоа јас и вчера го кажав, тоа ќе го повторам и денеска. Кој сака нека биде. Кој сака дека биде, од каква сака нека биде етничка припадност и од која сака нека биде политичка партија. Тоа што се случувало е повеќе од криминал. Ова е би рекол масовно убиство кое што некој го дозволувал за пари, за мито, за корупција да се случи. 12 само имаат лиценци луѓе, све треба да се затвори. Све треба да се затвори. Ќе ги затвориме. Концертот во Кочани се одржал на диво, во штала во која немало ниту минимум услови за да се нарече некаков клуб кој собира гости. Министерот за внатрешни рече дека клубот Пулс не бил пронајден во регистарот за лиценци. Утврдено е дека правното лице нема лиценца за работа. Она кое што и во текот на вчерашниот ден го образлагав. Издавањето на лиценца е под надлежност на Министерството за економија и од извршениот увид во официјалниот регистар правното лице нема издадено важечка лиценца. Собственикот при контрола приложил фалсификувана лиценца издадена на 13.3.2024 година. На 17.3.2025 година по наредба јавен обвинител ќе се врши претрес во дом и патничко возило на собственик на дискотека и во службени простории на книговодствено биро кај одговорното лице. За клубниот настан не било воопшто пријавено дека ќе се користи пиротехника, иако согласно законот кој е во сила уште од поранешна Југославија. Јасно е наведено дека се бара задолжително пријавување во полиција. Закони има за секој еден елемент кој бил злоупотребен за овој локал, но регулативата е со дузина слабости. Лиценца за ваков клуб може да се добие само со пополнување на една пријава која собственикот сам ќе ја потпише дека ги исполнува минимално техничките услови за работа. Овој документ не предвидел дека е потребен градежен документ од овластен проектант. Процедурите за лиценца се дотолку олеснати што во суштина се заобиколуваат сите строги критериуми за безбедност, па така во државата има огромен број на клубови кои се сместени во куќи, згради, подрумски простории на деловни објекти, мини трговски центри, бараки во густо населени места. Со наедноставно штиклирање се потврдува дека објектот е трајна или монтажна градба, дали има приклучок за вода, дали има вентилација, дали објектот има најмалку еден излез за итни ситуации за капацитетот над 100 гости, помошни излези и потврда дека е оддалечен во радиус од најмалку 300 метри воздушна линија од стамбени објекти. На сето ова собственикот става само подпис дека податоците се вистинити. Не се бара ниту приложување на некаков валиден документ како имотен лист, проект, ниту елаборат за противпожарна заштита. Дискотеката Пулс функционирала целосно спротивно, сместена измеѓу објекти во тешко пристапен простор, налик руина со стар и азбестен кров. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Колкумина се осомничени за директно и индиректно предизвикување на трагедијата во Кочани, во кои се институции се бара одговорност. Дали има актуелни функционери кои можеле да спречат да дојде до ова? Тема на денот во 19 со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Бројот на лица кои побарале лекарска помош расте. Последните информации во врска со здравствената состојба на повредените има Александар Динев. Александар, кои се информациите? Да, се зголемува бројот на нови пациенти кои се хоспитализираат ден по пожарот и големата трагедија во Кочанската дискотека. Според последните информации од здравствениот кризен штаб, само од утринава до овој момент уште 18 лица кои во саботата биле во дискотеката почувствувале потешкоти при вдишењето, односно најголем дел од нив имале внатрешни изгореници на дишникот и труење со јаглерод
кислороден моноксид и денеска прв пат се јавиле на лекар, пошто од Кочани и од Штип се префрлени во текот на предпладнето и овие попладневни часови овде на клиничкиот центар. Дел од пациентите во моментот се хоспитализирани и на клиниката за токсикологија. Според последните информации, засега нивната здравствена состојба е стабилна, а како што попладнево информираше и министерот за здравство, релативно стабилна е состојбата и на сите оние 58 пациенти. Ке споменам дека бројката се менува од час во час, како што кажав, и се зголемува, бидејќи се носат нови пациенти, но Таравари апелираше до сите оние лица кои биле присутни во саботата во дискотеката, веднаш да се јават на лекар за да не настанат некои компликации. Да ја видиме неговата изјава. Состојбата на сите пациенти до сега е стабилно, да се надеваме да нема компликации или влошување на состојбата. Континуирано добиваме информации од сите болници кај што се сместени нашите пациенти, исто така и од нашите центри тука во Скопје. Значи, состојбата е комплетно под контрола. Уште еден апел до сите луѓе кои што ја поминаат таа трагична состојба вчера во Кочани, што и не се пријавиле на доктор, ги молам да се пријават кај матичните, нивни матични доктори и евентуално доколку имаат било каква симптоматологија, уште еднаш им апелирам да се јават или кај матичните, или во Штип, или во Кочани во болница, или во сите 3 болници во Скопје. Сите пациенти кои се останати на лекување овде, бидејќи поголемиот дел се испратени на третман во странски центри, како што рече Таравари, се засега во релативно стабилна состојба. На помош на македонските лекари од Нокеска се пристигнати тимови од Воената медицинска академија од Белград, во текот на денот и специјалисти од Чешка и Израел, специјализирани токму за третман на изгореници. Според последните информации од Институтот за судска медицина од Нокеска е почната и обдукцијата врз телата на загинатите во големата трагедија. Сите обдукции ќе се прават токму овде на Институтот за судска медицина. Студио. Александар, ти благодарам, ќе имаме најнови информации во Централниот дневник. Половина од повредените се испратени на лекување во странство. Своите врати за најтешко повредените од земјава ги отворија медицински центри и од регионот и од Европа. Сања Димитровска има детали. Половина од повредените во пожарот во Кочани хоспитализирани во медицински центри во 9 држави. Тоа се критични пациенти со изгореници од 2-3 степен, некои на респиратор, кои се под буден надзор и третман од лекарски тимови во Бугарија, Србија, Грција, Турција, Австрија, како и во болници во Литванија, Словенија и Хрватска, каде беа транспортирани авионски и со возила на брза помош. Министерот за здравство денеска ќе оди во посета на хоспитализираните во Софија и Ниш, а доктори од овие болници веќе информираа за нивната состојба. Одмах по приему код пациентата су започете и завршени дијагностичко-тераписки процедуре. Код повреđenih се ради о пекотинским повредама кои захватају од 2 до 28% телесне површине. Сви пациенти показуju симптоме и знаке оштеćenja, односно контакта са токсичним гасовима кои настају током пожара. Неки од njih имају и опекотине горњих респираторних путева настајат врелим ваздухом. За сада се повреде класификују као тешке телесне повреде, опасне по живот. 3 од тях се интубирани, останалите се още се прави оценка и в зависимост от състоянието ще се преценява какво да се прави. Пораженията са изгаряния по тяло, горни крайници и лица. Всичките са с инхалационни изгаряния на горни и долни дихателни пътища, което е много тежко състояние за един организъм. Здравствените власти повторно кажаа дека и да имаме центар за изгореници, не може да биде доволен поради големиот број на повредени. Имаше критики во јавноста дека немаме центар за изгореници. Да имавме центар за изгореници, ќе беа 4 бокса, ќе беа за 4 пациенти, 5 пациенти. Ние немавме да имаме
центар за изгореници за 40, а никако за 100 или 150 луѓе. Министерот за надворешни работи Тимчо Моцунски информира дека на седница на влада ќе предложи од страна на службата за општи и заеднички работи да бидат подмирени трошоците за пат и престој во странство за членови на семејствата на повредените пациенти. Исто така и групата превод кога е најпотребен се понудија за бесплатен, брз и професионален превод на медицинска документација, како и пораки за комуникација со болниците во странство за семејствата на повредените. Сања Димитровска, Сител телевизија. Владата попладнево донесе одлука за помош и поддршка на семејствата чии деца се лекуваат во странство. Ја слушаме пресконференцијата на портпаролката на владата Марија Митева. Во моменти како овие, општеството мора да делува како едно. Затоа како влада донесовме јасна одлука. Ќе соработуваме со Црвениот крст на Скопје за официјалната сметка за донации. Оваа одлука е донесена од неколку причини. Прво, да имаме унифицирана поддршка. Имајќи единствена официјална сметка за донации, ги елиминира сите дилеми за тоа каде и како да донираме. Ова осигурува дека секој придонес оди таму каде што е најпотребно. Понатаму, спречување на злоупотреба и конфузија. За жал, во тешки времиња, дезинформациите може да се шират и сакаме да спречиме каква била несигурност околу каналите за донации и на крај се разбира доверба и транспарентност. Црвениот крст, за жал, веќе има досие за управување со ваква помош. Во вакви времиња имаме две цели. Прво, силна борба и одговорност за секој еден кој на било каков начин е одговорен. И второ, човештвото мора да се издигне над се друго. На жртвите и нивните семејства им е потребна безкомпромисна правда, за која неуморно работиме, но и наша колективна сила. Покрај напорите за хуманитарната помош, сакам да ја информирам јавноста дека на утрешната владина седница ќе официјализираме и владина одлука за организирање и обезбедување на превоз и сместување на семејствата на повредените, кои во моментов се хоспитализирани во други земји. Во овие моменти семејствата не треба да се грижат за логистиката или финансиските оптоварувања кога им се најпотребни на нивните најблиски. Затоа владата ќе ја превземе одговорноста за покривање на трошоците за транспорт и сместување, обезбедувајќи семејствата да бидат покрај своите најблиски. За да го олесниме овој процес, позади мене може да го забележите и бројот за контакт каде ги повикуваме членовите на семејствата да ги контактираат за сите потребни детали и се разбира подобра координација. Ги повикуваме сите семејства да искористат оваа линија за да можеме ефикасно како влада да ја организираме поддршката што им е најпотребна. Почитувани, ова е време за солидарност, но и за акција. Владата останува посветена да стои покрај секое засегнато семејство, давајќи не само зборови за поддршка, туку и вистинска опиплива помош во најтешки моменти. Македонија го активираше системот за цивилна заштита на Европската Унија со цел полесна координација на странската помош. Во меѓувреме, пораки за сочувство од регионот и амбасадорите во земјава кои се потпишуваат во книгата на жалост во Министерството за надворешни работи. Никој не смее да биде поштеден, ниту актуелни, ниту поранешни функционери или службеници. И тоа не е прашање на политика, тоа е прашање на вистина и на правда. Трагедијата е преголема да се дозволи сенка на сомнеш, затоа што ако постои најмала индиција дека некој се штити, тоа ќе биде удар врз целото општество. И затоа апелирам до истражните органи, обвинителството, редовно да се известува секој ден, ако е потребно 2 пати во денот, што точно се прави за да се спречат шпекулации. Да, тоа беше изјавата на лидерот на опозицијата Венко Филипче во продолжение за активираниот систем на цивилна заштита на Европската Унија. Македонија го активираше системот на цивилна заштита на Европската Унија со цел полесна координација на странската помош од државите членки, што треба да следува во наредните денови. Дополнително и премиерот Мицкоски и министерот за надворешна политика и трговија Моцунски контактирале директно со челници од европските држави, но и со генералниот секретар на НАТО Руте,
Потоа со Ричард Гренел во име на администрацијата на председателот Трамп, како и со израелските власти. Длабоко сочувство за изгубените животи и пораки за заздравување на повредените вчера упатија голем број држави и државници од целиот свет, и во оваа прилика сакам уште еднаш да изразам голема благодарност до сите нив, како за изразите за сочувство, така и за дадената несебична помош. Од наша страна беше активиран и механизмот за цивилна заштита на Европската Унија, што представува систем на координација на помошта помеѓу сите земји членки на Унијата и други земји членки, од каде во следните денови очекуваме и дополнителна помош. Сочувство и потврда за активираниот систем за цивилна заштита стигна и од Брисел. We stand in solidarity, so in response to North Macedonia's request through the EU Civil Protection Mechanism, we immediately reacted and offered to evacuate patients with severe burns. 9 European countries, Croatia, Greece, Romania, Slovenia, Sweden, Lithuania, Luxembourg, Hungary and Norway quickly stepped in with assistance, and more assistance may follow. Во книгата на жалост отворена во МНР пак сочувство изразуваа амбасадорите во земјава. I simply noted that our hearts are breaking for everyone. While we have certainly offered any assistance possible, we're further away. And I am so grateful that so many of our other countries within the region have been able to react very, very quickly and get the country and get the victims the help that they needed immediately. That is something that we do not have the benefit of because of our location. My heartfelt condolences to all people of this beautiful nation which is mourning at this moment. As a EU, we do our duty. We are your partners, and we are there from the first second. So we activated the mechanism. Не престануваат ни пораките за сочувство и помош од регионот. Во Црна Гора денеска е ден на жалост, а ваков ден утре е прогласен и во Србија. Утре ќе биде ден на жалост и во Бугарија, каде исто така се лекуваат македонски пациенти. Svako iz svoje sfere da uradi sve što je moguće da narodu, ljudima i povređenima u Severnoj Makedoniji pomognemo. To je tragedija neverovatnih razmera za ceo Balkan, za divnu, prijateljsku, bratsku Severnu Makedoniju. В момент најважно е да покажеме навременна солидарност, съпричастност. Готови сме да приемем още лица. Това, разбира се, зависи от нашите колеги от Северна Македония. В постоянен контакт сме. Нашата готовност е изразена. Jučer odmah kad sam vidio tu vijest nazvao Hristijana Mickoskog, koji je moj prijatelj, makedonski premijer, izrazio mu sućut u ime vlade, u ime cijeloga naroda i zaista je ogromna tragedija. Sve informacije koje smo mogli pratiti jučer i danas upućuju da je to nešto nezapamćeno za Sjevernu Makedoniju. Телеграма испрати и Вселенскиот патриарх Вартоломеј. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Најновите вести ќе ги имаме во централното издание на Дневникот во 19. Останете до тогаш со Сител.